Беа тоа првите утрински вести во 8 часот, до следното издание до 9 часот, нови теми во утринската програма на вашиот јавен сервис. Второ гостување денеска и чинам за прв пат во Македонија на Outlook. Имам чест да поздравам еден наш исклучителен уметник, фотограф кој неодамна постигна и историски успех на меѓународна сцена. Станува збор за надпревар Фото Олимпик 2025 кој се одржа во Санкт Петерсбург, каде што нашиот фотограф освои 3 златни и 2 бронзени медали. Ајде да го открием и неговото име. Сакав да ишчитам цела најава, но прво да посакам добро утро за Александар Томовски. Добре ни дојде во Македонија на утро, Александар. Добро утро и добро ве најдов. Голема конкуренција, фотографија од над 20 земји, голем број на категории, но сепак освен овој надпреварувачки успех во текот на овој интервју ќе споменеме и некои твои други награди, бидејќи навистина си наградуван фотограф, жири член на интернационални надпревари, така да имаме повеќе теми од кој аспект да ја фатиме твојата работа и секако фотографијата. Прво преценили честитки за овој навистина голем успех, не само за тебе лично, туку и за тоа бидејќи ја представуваш нашата за македонската фотографија. И македонската фотографија, па какво е чувството да се вратиш од еден ваков надпревар со 5 медали кои што ги имаме тука на нашата маса? Медаливе малце зборат за чувството, ти уште не си процесирани. Добре, не може да се пренесе, но морав да го поставам прашањето. Но настанот, целото тоа искуство, не знам, цел собир, цел форматот самиот надпревар, надпреварувачкиот дух, и тоа едноставно нема, тешко е да се објасни. Многу е психофизички захтевен пред се, бидејќи ќе го објасниме понатаму и форматот каков е, па да се стигне до Санкт Петерсбург, па градот сам по себе не знам, не можеш од саат-два, не си во правец, така што не се доаѓа така лесно до фотографијата што да сакаш. Има толку многу нешто да се видат, да се направат, сакаш да си малце турист, малце надпреваруваш, малце фотограф, па мораш се тоа некако да го склопиш во многу краток период. Да, сега да навлеземе во суштината всушност на Фото Олимпик, ако прашам што представува тоа за еден фотограф, со што би споредиле со нешто друго, од аспект на спорт, од аспект на музика, ете да им доловиме некој Гранд Слем или Лига шампиони, така, да речеме. Но или баш Олимпијада. Ете, сега имавме среќа еден наш фотограф да ни донесе 5 медали, па и ние малку повеќе да разбереме за тоа што представува Фото Олимпик, па затоа малку сакам повеќе околу суштината на овој специфичен формат. Ние нешто веќе начнавме на почетокот 24 теми за 24 час. Да. И мене тоа што не сум фотограф ми звучи како голем притисок кој што сте го имале таму. Ајде да кажеме за што става збор. Така, значи тоа се одржа во текот на една недела. Имаше предходеа три квалификацијски кругови за да се стигне до полуфиналето и финалето кое што се одржа во Санкт Петерсбург. За да доеш до таму после тие три квалификацијски круга кои што да речеме во некој нормален формат беа, таму не чекаше првиот полуфиналето исто беше како финалето организирано, значи во 12 часот се собираме, ги добиваме темите, имате до утре во 12 часот да доставите по една фотографија на секоја од темите. Не ги знаеме пред тоа, предходно. Значи само еден ден. Еден ден имаш, во тој еден ден нели треба да спиеш, да јадеш 4-5 сати во превоз да ги поминеш, да ги најдеш темите, да ги едитираш и да ги поставиш. Така што тоа 24 не е баш 24. Помалку од 24. Помалку. Но ајде така добро звучи. Ама ајде звучи како 24 часа. Значи по еден час за секоја тема или по половина час, ако зборуваме реално, мора и да се спие. Имаме ни и дел од фотографиите, ако ни се подготвени може и да ги видиме. Ни донесе 5 медали, освои злато и бронза, но во различни категории. Да, различни може ли категории. Да објасниме како се подготвувавте за нив и која ви беше најблиска? Најблиска не е меѓу медаливе. Тие фотографии со кои што повеќе мислев дека ќе постигнам, сепак жирито процени некои други фотографии дека бидејќи сепак релативно се Овие конкретно се од надпреварот, така? Не, овие се конкретно од предходни изложби. Добро, имаме ние колаж, ги направивме во едно, но ете чисто да кажеме само, да. Сега извини што те прекинав. Исто има и од предходниот, ќе објаснам и за во Нови Сад исто гледам сте метнале. Нека си одат како колаж. Затоа сакав чисто да најавам дека гледаме и сублиматот твоја работа. Ова се предходни изложби од балети, од сцени, така што да.
Предизвика, значи ги добиваме 24-те теми, треба да ги размислиш, да ги запамтиш и да тргнеш низ град и да почнеш да гледаш ситуации кои што нормално не ги гледаш. Убавината на овој надпревар не се медаливе, не е ни што како си постигнал, него е токму тоа да ти извадат од она зона на комфорт која што имаш во аспект на сликање, на гледање сцени, на нешта кои што нормално јас не би ги фотографирал овие нешта. Но кога ќе те стават во некој таков предизвик и кога ќе те така со надпреварувачки дух или различни ситуации. Некако велат во тие работи човек учи повеќе за себе, тоа што сакал да го поправи, да го научи. Сепак да го најде своето, но на поразличен начин, некој дали низ геометрија, низ симетрија, дали низ не знам, некои сенки или чудни теми, па така апстракции некои. Важно и покрај медалите, ако си се чувствувал гордо за себе си и убаво, значи дека целта била постигната. Конкуренцијата беше силна, автори од Индија, Русија, Велика Британија, Виетнам. Да, од Бразил до Индија. И се измеѓу, да, имаше и ова од верувам арапските уште поголема земји. инспирација. Како не и тоа. Што те извојуваше во целиот овој надпревар? Не би можел да кажам дека нешто посебно, може би искуството кое што го имам во овој формат на надпревари, пример лани во Нови Сад исто не беше како Олимпијада форматот, меѓутоа беше 24 фрейм. И сега тоа по балканско да речеме беше организирано и можеби затоа и тука балканците да речем издоминиравме, бидејќи го имавме искуството на некој начин на овој формат на надпревар. И знаевме повеќе како да се поставиме, каде да се потрошиме, каде да се поштедиме, што да гледаме. Сега тоа не можеш секојаш да го знаеш, бидејќи секојаш се различни и судиите. Сега секој различно индивидуално гледа и ги разбира темите или поинаква перцепција има на нештата. Така што затоа гледаш тука да не угодиш никому, да си го правиш твоето, да се пронајдеш. Твојата приказна. Извини малку мене што погледот ми оди налево, ги гледам фотографиите, го гледам овој колаж на убави фотографии, верувам не пречи, не одземам внимание, како да сум на изложба во моментов. Сега, вашиот визуелен стил е препознатлив, комбинација на светлина, сенка, символика, како се градела таа естетика низ годините? Како се градела? Не знам, да речеме, почнала негде низ планиниве, пошто бев едно време доста активен со планинарењето. И така од природата постепено низ некои работилници, низ некои познанства ме наведоа на, не знам, фешн фотографија, па полека на кај луѓе свртев. И тука видов дека малце повеќе приказни, повеќе емоции има, повеќе ми лежи некој документаристички пристап. Не знам, сакам да доловам приказни, сакам така емоции, сакам да видам што имат да кажат луѓе, фотографијата да зборува. Да зборува, точно така. Потекнуваш од сосема различна професија и пред да започнеме со интервјуто, кога ве прашав дали ве станавме рано за гостувањето во Утринска, кажавте не, сега ми почнува. Ќе си бев на работа, ако не бев тука. Што е таа професија? Ајде ќе оставам да ни кажете сами и како фотографијата стана толку централен дел од вашиот живот. Да, јас сум иначе софтверски инженер преку ден, фотограф во останатото дел од времето, па и со режија чат-пат. Имам некои обиди, некои успешни кратки филмчиња. Меѓутоа тоа е малце по така захтевно и финансиски и организацијски, па си се држам така до фотографија по лично и по така интимно ми е. Да, другово инженерскиот дел, па можеби немаат ништо допирно, но знаеш како има ситуации каде што и во фотографијата го активирам инженерот, но и во инженерството си бара уметност. Така што комплементираат на некој начин, не би ги издвоил. Тоа значи дека на двете нешта им пристапуваш со љубов. Ако се пристапува со љубов и апсолутно. Сум имал периоди баш онака во животот кај што не знам едното било позанемарено од другово и не се осеќаш кој што треба, нешто фали, не си исполнет. Низ колажот на фотографии видовме и балет, сценска уметност, женска форма. Тоа е нешто што почесто се појавува во вашиот објектив. Што ве привлекува кај тие мотиви? Настрана од очигледното,
Пак ќе се навратам на суштината на човекот, на тоа е кај што се кој ќе речеме жената, не збориме само за жената како женска форма или како скулптура, како визуелно. Жената е многу комплексно и интересно суштество која носи големи предизвици и тие бараат да се доловат. Многу некако е едноставно да кажеш фотографираш жени, но фотографираш нивните приказни. Тие сите имаат нешто да кажат, да покажат. Така што, не знам, можеби некој поедноставно ги перцепира тие работи, но тие се суштински подлабоки и многу повеќе говорат за жената, за нивната, не знам, ќе поврзам и балетот, баш и сценската уметност и се тоа, кај што таму можеби на највисоко ниво се портретира жената со сета таа, не знам, болка, упорност, тврдоглавост, издржливост и се тоа, така што. Така. Како гледате на улогата на фотографијата денес? Дали нешто што го оставаме како уметност, како некои документи, како вид на активизам? Да, малце е разводнето сега со пристапноста на медиумите за фотографирање. Затоа и го поставам ова прашање. Да, се штрака кој стигне, што стигне и се тоа се рачуна како фотографија. Потешко се изборуваме да на некој начин да дефинираме што е тоа што е уметност, а што е тоа што е рандом клик или потолно небитно, да речеме, како такво. Така што сме малце во некоја така терсена ситуација, да речеме, но сепак тие кругови кои што сме во уметничката фотографија, луѓе што знаат да препознаат, се издвојува. Како претпоставувам и во други сфери. Повеќе акцент дадовме на Фото Олимпик 2025 како навистина значаен и престижен натпревар за секој еден фотограф во светски рамки, но кажав и во најавата, не можам нели тоа да го заобиколам, да го искористам и твоето присуство тука за тоа дека си наградуван фотограф и многу одамна, живи член на интернационални натпревари, па затоа сакам сето ова да го искористам како твој совет до младите фотографи кои што ги имаме во нашава земја, верувам ќе се согласиш, многу креативни, млади луѓе. Имаме ликови, меѓутоа се е тоа некако неконцентрирано, неводено, многу индивидуални. Тоа што го имаш досега поминато, за да дојдеш до сите овие нешта досега, до сите овие натпревари, да ги гледаме овие 5 медали, што ќе биде твојот совет, што Мој совет е, особено во фотографија, ништо материјално да не се очекува, гледа или бара. Да си го тераш своето, да не гледаш да го погодиш тој или овој или тој, да не тераш туги кефови, да речеме, барем тоа ми е нешто по кое што се водам. Доколку некој се препознае во тоа што го работиш, го сака, супер, доколку не, има и други, тоа е супер. Да пристапуваат кон организации во Македонија, ете има две, Фотосојуз на Македонија, Национална фотоунија, има и клубови, значи има таму прекрасни ликови кои може да те насочат, да ти помогнат, што со опрема, што со совет, што со знаења. Така што си бара така поддршка, си бара луѓе што прошле многу и си бара и простор, па на крај крајава каде да си ги провериш знаењата, каде да добиеш фидбек на тоа што го работиш. Така, но има потенцијал, вратите се отворени, доколку се пристапи со креативност и со знаење. Има простор каде, има и како, така што... Сега за крај, што следува после Фото Олимпик? Кога велам што следува, мислам на изложби, нови натпревари, нови предизвици? Па, до сега од изложбиве ниједна баш не ми била планирана. како и сега ова. Добро, може би тука лежи среќата. Меѓутоа, да. Или народот стално е некој склоп на околности, стално е некоја, не знам, спонтаност, каде што е, не знам, во моментов имам да речеме неколку изложби кои што или тематски теми на кои што би можел да склопам, но која си чека свое време, која си чека свој простор. Не форсирам, не знам, не живеам за тоа. Кога дојде, како дојде. Ние ќе следиме, секако ќе следиме твојата работа и ќе те поканиме повторно во Македонија на утро, доколку
Предпоставам ќе прифатиш да не дојдеш како повторно. Знаеме дека си скромен и се, Да. меѓутоа убаво е да се споделуваат овие нешта со нашата публика, бидејќи навистина овој надпревар представува за вас фотографите тоа што ете за еден музичар, да кажеме представува Евровизија. Па да. За промовирање и за освојување на Реално, значи како што спомнав, потешкотија не е само онака еве да стигнеш таму, него моментот е на те вади тотално од зона на комфор, скроз треба да размислуваш поинаку, треба да си растрчан по цел ден, Така. нема дома, нема застанување, Мозокот работи, нон-стоп, мозок дури го спиење, работи, сигурно. нема гледаш работи цело време, мораш и да пазиш и сега и на, не знам, етички, законски, секакви норми, така што не е така едноставно, излезеш трака и дојди и собери 24 фотки. Ние ќе следиме твојата работа. Благодарам што утрово дојде во Македонија наутро. Посакувам убав почеток на оваа нова работна недела и убав работен ден. Благодарам на поканата, со задоволство. Благодарим Гледам уште еднаш. во тоја прилика. А во продолжение музика и веднаш потоа нов блог на Линковски вклучување во Македонија наутро.